последен час се да кажа дека поради отсутство на извънредувачите да се били по студијата, точката на дневен ред за партизите ќе биде повече. ВМРО-ДПМН ги доби изборите, локалните избори, најмногу пред се на тема Паркинзи, односно минатата локална власт, една од причините кои што изгуби власта, воопшто беше токму јавните паркинги, простори, односно излагањето на концесија. Во еден момент, значи кога се носеше одлуката на Совет, и јас како советник во тој момент дадов подршка и тогаш и сега јавно на граѓаните им се извинувам дека во тој момент и како советник како партија донесовме погрешна одлука со што ги дадовме паркингите на приватен концесионер. Затоа ние го плативме на последните локални избори, а ВМРО-ДПМН беше таа партија која што беше најгласна во однос на документирањето на јавните паркинги простори на приватни концесионери. Денеска гледаме дека е на иста таква одлука ја носиме на седмица на Совет, односно пред свршен чин ги става и граѓаните, односно граѓаните се и излажани и изманипулирани од страна на оваа локална самоуправа. Како што збора во јавноста и советникот, значи, Блажевски, а и тоа имаме распоредба и на други градови, значи не повеќе од 3 милиони денари чини набавка на опрема за установување на систем во нафта. Денес ќе понудевме на седница на Совет 3 начини како да се направи набави оваа опрема, дали преку директни средства од буџетот на општина Охрид, дали преку кредитно задолжување или преку средства кои што ќе ги додели владата на Република Македонија. Ако знаеме дека во минатиот период, односно од јуни до септември месец, јавното предпријатие кога стопанствуваше со јавните паркинзи, со она наплата која што ја има и со 50% од паркинг местата кои што во тој период ги стопанствуваше, затоа што покасно останатите паркинг места ги зеде под своје владење, од јуни до септември месец остави приход од 8 милиони, близу 8 милиони денари. А набавката на системот за наплата е не повеќе од 3 милиони денари. Ако знаеме дека со нов систем за наплата се зголемува над 50% процентов на наплата, рачунете за колку брзо време овој систем на наплата ќе се исплати и нема додат средствата во приватни джепови. Значи, денеска можеби се повлече ова течка на дневен ред, меѓутоа тука не е ништо застанато. Последите стравот од губење на гласови пред избори, единствено ги натера ВМРО-ДПМН да ја понесе денешна точка на дневен ред. Меѓутоа останува сигурно после локалните избори да оваа нивна идеја да ја заокружат и напред ништата губат граѓаните, јавно предпријатие и родените во јавното.